Доста е со преговори, си играте со животот на пациентите. Нека излезе министерот со решение и да ни го обезбеди лекот. Ова се само дел од апелите од пациентите со цистична фиброза, кои револтирани излегоа пред Министерството за здравство, зашто државата останува глува на нивните барања. Овде сме да се бориме за тој лек кој што ја прави нашата болест да не биде толку животозагрозувачки и го продолжува нашиот век. Нашата цел е да останеме тука во Македонија и да се бориме тука да живеат нашите деца. Луѓето кои боледуваат од цистична фиброза велат дека до овој момент и покрај ветувањето од надлежните немало поместување во третманот на болните кон подобро, а здравствената состојба велат дека од ден во ден се повеќе се влошува. Само да ви кажам да ви ставиме кеса на главата и да се молите за кислород. Тоа е кратки црти кажано. Се надеваме дека ќе се изнеде решение. За жал секогаш разговорот завршува дека ќе изнајдат начин. Единствена надеж ни е да се обезбеди терапијата, така да искрено и од се срце посакувам да се остварат овие наши надежи. Докторите се надеваат дека државата ќе најде начин да им помогне на овие луѓе кои постојано се молат на Бога да им се обезбеди лекот кој живот значи. Секако дека нивните барања се слушнати во институциите и понатаму ќе се преговара за начинот како да се дојде до терапијата бар за оние кои во моментов им е најнеопходна. Станавме маргинализирана група на млади луѓе кои се туркаат кон пропаст. Надлежните се јаки само на зборови, а не за решавање на нашите проблеми, реагираат од асоциацијата. Не сме да се случи ниеден живот да биде загубен. Се извинувам јас, меѓутоа. Инаку Асоциацијата за цистична фиброза водеше активна кампања за да ги поттикне надлежните за воведување на модуларна терапија за сите пациенти. Вела дека здравјето и животот на овие млади луѓе се нешто на кое не сме да се става цена и не сме да се игнорира, зашто како што велат тие имаат право на лекот, а државата има обврска тоа да го обезбеди.